Заменик министерот спомна дека тоа што го направиле со самата стратешка програма е од огромно значење. Го цитирам, рече сме ги направиле. Меѓутоа, дали тоа сме ги направиле значи само на хартија, затоа зашто резултати конкретни немаме. Една од првите мерки на оваа стратешка историска програма беше мониторинг на квалитетот на воздухот. Беше најавено, конкретно од заменик министерот, негде 10 декември на една јавна трибина, во јавен настап на телевизија, дека овие мерни инструменти сите ќе бидат заменети ќе бидат во функција до крајот на 2019 година. Планира средствата што ќе бидат употребени за нивна замена да бидат обезбедени од Шведската агенција за меѓународен развој и развојна соработка СИДА, и беше организирана и донаторска конференција. Се планира одредени средства, меѓутоа никаде не добивме информации колку средства се собрани, така да сметаме дека не се собрани воопшто средства и дека тие средства на кои тие се надева ќе морат да ги обезбедат сами. Така да сега имаме отворени некои јавни набавки. Во моментов, значи, пред една година ги имаме следниве податоци. Од 18 станици на 10 не работеле 20 инструменти, зашто една мерна станица може да имат повеќе инструменти за мерење на различни полутанти. Ситуацијата денес, од 8 станици не работат 15 инструменти. На мерната станица Лисиче PM10 честичките не се мерат од 2 октомври 2018. Не се мерат во Битола 1, Кичево, Гостивар, Кавадарци, Велес. Скоро 2 години во Велес. Гази Баба до средината на август 2019 исто така немаше податоци. Така да имаме огромни дупки на податоци, некои податоци, некои други полутанти не се мерат и по 4 години. PM2.5 честичките кои во светски рамки се веќе застапени многу повеќе, не се мерат само на неколку места, Скопје на 2 места, Тетово и Куманово.